Да, тук. Що е православно? Кај работите? Ако сте го некој од бланците или било што? Зашто сите се среќа присутни на своја дел, што гледат материјали пазика. Много имаме да. Добри? Да сте добри. Але што имаме нови материјали важат сега? Доаѓа нови материјали, да не можеме да пуштиме што има најновите новини што се соберат. Може да бъде. кој што организира вечерашнава презентација. Тоа веројатно во вашиот дел, да речам, може би се уште не е позната компанија, релативно нова, но компанија која што се занимава со иновативни технологии и пробува се она што е ново, па и во областта на медицината, да го донесе на територијата на Република Македонија. По тој основ зедовме лиценца со која што започнавме со производство во Македонија од австриско-хрватски бренд заштитен. Нанотехнолошка поставка е во прашање и производството е овде во Скопје. Имаме палета на производи кои што се под брендот Нанозеолит. Во моментот ова што ќе биде вечерашнава презентација се однесува за базичниот производ Нанозеолит, кој што е микронизиран, активиран зеолит, кој што е со наночестички, ќе има вашиот колега, господин доктор Ангелчо Антоновски, ќе направи презентација и ќе ви објасни за што станува збор. Јас можам само да ви кажам дека од лично моје искуство е производ кој што заради тоа лично искуство и решивме да го внесеме во Македонија. Имав големи проблеми со узверозен ковид на дебелото трево, кој што го санирав со 3-месечно пиење на нанозеолитот без други лекарства. Значи, кога тоа го кажувам, тоа беше причината заради која што решивме да го внесеме и најтопло го препорачувам, ќе видите, тоа што го кажувам не е нешто што е да речам без подкрепа. За овој производ има доста клинички истражувања кои што се направени. Господинот Ангелчо, доктор Ангелчо ќе ви даде еден преглед на тоа какви се испитувања направени во таа насока. И бидејќи знаеме дека е така една доста да речам тема која што ги допира и здравството и родителите во делот на аутизмот, и тука ќе има едно малце ќе се задржи во излагањето. Другиот дел од презентацијата, која што ќе пробаме да го задржиме вашето внимание, се однесува за презентација на апаратот кардиометар, кој што ќе го презентира доктор Адријана Милковска. Се работи за новитет во делот на телемедицината. Ние имаме тука и присутни гости наши од Бугарија, кои што се ја имаат во целиот регион на Југоисточна Европа можноста за заставство на овие апарати.
и нас ни ја дадоа таа можност да први во Македонија го внесеме овој апарат, ќе ви го презентираме и ќе видите за што станува збор. Се надевам дека ќе го побудиме и задржиме вашиот интерес. После излагањата ќе имаме имате можност да пробате од нанозеолитот и потоа ќе има и еден мал коктел. Се надевам дека ќе бидете задоволни во се она што е сфера на интерес, значи се надевам ќе го побудиме вашиот интерес. Стоиме на располагање да одговориме на сите ваши прашања. Ви благодарам. А сега го повикувам доктор Ангел Антоновски да започне со презентацијата. Благодарам. Прво да ви поздравам, да ви заблагодарам на присуството што сте вечер овдека. Она за кое што вечерва би разговарале, јас ќе го кажам дека на еден многу интересантен начин да се нафатиш за прв пат ваков продукт да испрезентираш. Вие сте првиот град во нашата држава кој што се дешава и првата презентација на нанозеолитот. Мислам дека со еден збор како лекар, она сето што можам и што го видов и што го прочитав од сите оние студии кои што се направени во врска со овој препарат, бидејќи станува збор за препарат, не за лек, но кога што има такво дејство, кое што може да биде подпомогнато дејство кон некои лекарства, да биде аѓуванс и да биде, да кажеме, помошно лековито средство. Во одредени држави веќе има регистрација, во големи држави, како што е Австрија, ќе ви и покажеме тоа како е таму регистриран. И со самото негово дејство може да кажеме дека има многу и ќе даде многу добри резултати и како на вас лекари, каде што ќе можете да ја подпомогнете одредена терапија во лекување на одредени пациенти и во буквално да се подобри општата состојба на пациентот. Обично кога ќе ми дадат микрофон си запејувам, да бидеме искрени, тоа ми е онака како да кажеме лекарско хоби, ние лекарите убаво пееме, но кога ќе сакаме нешто да кажеме и тоа стално го правиме, убаво. Реалноста е друга, што морам да бидам тоа, лекар, кој што работи со пациенти и прегледува моментално на детската клиника на педиатрија, каде со професорите доста работиме во сфера на истражување. Вечера имаме уште еден гостин тука, професорот Филип Дума. За нанозеолитот, како би го започнале во предавање? Зеолитот е минерал со вулканско потекло, кој што во себе содржи огромна композиција на минерали потребни за човековиот организам. Да не ги набројувам, самото име на зеолитот доаѓа од два грчки збора, зео и литос, односно камен кој што врие. Неговиот изглед е карактеристичен, бидејќи е белкаст, така сивко белкаст камен, кој што со самото трошење може да биде употребен. Но постои одредена технологија во изработка на самиот нанозеолит, бидејќи само еден зеолит е зеолит, а тоа е нанозеолитот, кој што би изработен на специјална нанотехнологија, која што во денешно време е ставено во корист на здравјето. Тој апарат, ние како лекари нема да ви го објаснувам, немам ни такви податоци, бидејќи станува збор за врвна технологија, која што е наречена тема дезинтегратор или трибомеханичка микронизација, при што при таа процедура на микронизирање на тие природни минерали, самата активација настанува при самата дезинтеграција. Гледате доле сум навел од која големина, 5 нанометри до 1 микрометар, што значи дека буквално тоа е и начинот на продирање на самиот препарат натре во организмот на човекот и во клетките. Она што нанозеолитот представува во денешно време и во ова 2015 година, во овој 21 век, е дека е најмоćниот антиоксиданс. Најмоćниот оксиданс, кој што досега сум го навели бројот 176 е бројот на направени студии во врска со начинот и ефикасноста на делување на нанозеолитот. Она што можете да го прочитате и вие како лекари што ќе ве заинтересира, сите податоци ги има на самиот сајт nanozeolit.com, без мака е тоа. И таму ќе ја погледнете и една од најдолгите студии направени некогаш за нанозеолитот. Таа е зборник на сумирани резултати од нанозеолит.
од 1997 до 2007 година. 10 години е правена оваа студија во Хрватска благодарение на професор Тихомир Лелас. Значи, сите оние дејства кои што се утврдени на овој препарат, самиот професор ги има работено во тек на 10 години. Одредените, како да кажам, научни насоки кои што може да ги спомнеме, во кои дисциплини се користи овој препарат и кај што можете да го искористите, е токсикологијата, онкологијата, гастроентерохепатологијата, пулмологија, гинекологија, урологија, нефрологија, радиологија, травматологија, хематологија, стоматологија и други болести. Наведени се многу, бидејќи студијата сами ќе ја погледате, сега да не, во интерес на времето, да не зборуваме за студијата, во неколку кратки слайдови имам наведено конкретно што станува збор и на што е правено истражување. И дека антиоксидативниот ефект е прв, кој што е во самиот нанозелек. Вториот е имуностимулативниот ефект, антивирусниот ефект, антибактерискиот ефект и антитуморниот ефект. Она што го содржи нашиот препарат е зеолит, така наречен клиноптилолит. Тој зеолит е оној кој што искористен во обработка и дал најдобри резултати за изработка на таа нанотехнологија. Исто така, освен во нашите дисциплини, овдека е покажано на секои видови на карциноми е правено истражување. Значи, подковано со научни студии. Научните студии, пак повторно само ќе повторам, дека можете да ги погледате и да ги превземете директно од сајтот. Наведени се и се ставени по бројка. Ги има и објавено на сите PubMed и други Euromed апликации кај што може да се симнате се прочита. Она што е интересантно е дека во самиот клиноптилолит силикатите се однесуваат како суперантигени. Самото однесување на тие силикати како суперантигени знаеме дека имаат најголема моќ во поттикнувањето на нашиот клеточен одговор, тоест во имунолошкото ниво. Она што претходно го спомнав, дека токсиколошките и фармакокинетичките студии не покажа никаков токсичен ефект на овој препарат. Значи, овој препарат не постои летална доза. За прв пат, како може да се, да кажем на некој начин да се пофалиме, дека во моментот производите на нанотмаз се регистрирани во Австриското Министерство за здравство како суплемент во исхраната. Бидејќи неговата подлога е многу широка и неговата употреба е многу широка, може да се користи буквално во сите стандардни терапии. При тоа, да ние како лекари воопшто немаме никаков проблем за контраиндикации при користење на овој препарат. Истовремено, она што значи користењето на овој препарат е за да го поддржува лекувањето на пациентите и рехабилитацијата од многу тешки хронични заболувања. Ајде само на кратко. Самиот професор кога почнал да прави студијата, без разлика на другите студии кои што и вие ги видите, наведов нешто во кое што е правено опширно во испитување е на хепатитите. Хепатит Б, С и ХИВ, во кои што се предизвикани преку оксидативен стрес. Сите овие заболувања најдобро да се добие терапија со антиоксиданти, односно било ординирано нанозелит. Еве дневната доза и регуларна доза, односно шемата на лекување и на ХИВ и на хепатитот. Ова е интересантно бидејќи при самото ординирање на препаратот за 2 месеци доаѓа до општо подобрување на состојбата и сите знаци на имунодефициентно заболување се намалени во голема мера. Инаку, како вас на лекари да не ви зборувам во врска на тоа како што делуваат и преку што делуваат имунолошкиот, што прават активација, се активираат Т-лимфоцитите преку нивните рецептори и подседуваат, значи нанозеолитот допринесува на организмот да почне да направи имунодулаторен ефект. Антивирусниот ефект, исто така кој што го спомнавме, и е спомнат као овие болести, е дека може и кај адено и ентеровирусите да даде голем резултат, значи да не мораме да делуваме со пробиотици, можеме да делуваме директно со нанозеолитот. Антибактерискиот. Ова е многу интересантно, бидејќи бактерицидно дејствува врз сите најупорни бактерии. Ја спомнам ешерихијата кори, стафилококусот ауреус, кој веќе се кај нас и во градинките и во школите култивирани и не можеме никако да се отрвеме од нив. У моментот нанозеолитот дава одлична
одличен резултат. Исто така, во студијата е наведено дека кандидата и продукцијата на киселината за потенцијал за помагање против создавање на плаки кај протезите, оние пациенти кои што ви се стентирани. И исто така, значи платењето на уста со нанозеолитот значено намалува формирање наслави кај стоматолозите овде. Кога станува збор за циркулаторниот систем, кој што вие се среќавате сигурно во вашата пракса доста со кардиолошко болни пациенти, може да кажеме дека самиот препарат дава одличен ефект при намалување на крвниот притисок, ги намалува и варикозитетите, не дозволува задршка на течностите, ги средува хемороидите, ојачува срцевиот мускул и она што е интересантно дека кај сите пациенти по преживеан инфаркт на миокардот, подобрувањето на состојбата доаѓа за пократко време при употреба на нанозеолитот. Триглицеридите и холестеролот мислам дека не постои некој што ги нема, но во овој случај ги регулира самиот нанозеолит. Дигестивниот систем исто така можам само да спомнам дека при гастроезофагијалниот рефлукс делува перфектно, при гастритот, при улкусите кои што се појавуваат и интересантно е делува директно врз Helicobacter pylori, кој што ние знаеме што употребуваме и антибиотска двојна терапија и други блокатори на пумпата. Она што претходно го спомни директорката е дека како искуство свое собствено кај улцерозниот колит и кај кроновата болест резултатите се видливи на некој начин да кажам кај самата директорка, но сведоштвата од луѓето и пациентите кои што можете да ги видите се огромни, секој ден стигнуваат се поголеми искуства од страна на пациентите во врска со сите области кои што се пробани овој препарат да се искористи. Кај ревматските болести ќе го спомнам дека доста луѓе, освен она што го ние знаеме, проблемите или болките во артикулациите, ревматоидниот артритис помага и при гихтот. Како јак диуретик на бубрезите действува за регулација на хипертензија. Постојано ќе има чувство пациентот кога ќе почне да го зема препаратот, може да ви каже дека постојано мокри. Да, мокрењето е еден начин за сврбање на самите тешки метали, на самите течности кои се со задршка, бидејќи самиот препарат тоа не го дозволува, ја зголемува и регулацијата на протокот. Кожните болести исто така, можеме да кажеме дека погледувајќи ги сите овие наведени истражувања кои што се направени, дека делуваат буквално на секоја наша, како да кажеме, област во која што може. Кожните болести са борејата дерматитисот, кај диабетесот го намалува шеќерот. Имаме сведоштво да пациенти сега кои што биле со 9, значи биле дури на инсулин, веќе употребуваат помалку единици, дури докторите горе на клиниката се чудат што е препаратот кој што се дава за да имаат намалување во инсулинските единици. Невропсихијатриската примена сигурно сите нас како лекари ни интересира дека инсомнијата, неурозата, депресијата и наоѓа примен и при на Алцхаймеровата, епилепсија, шизофренија и Паркинсон. Сите овие наводи, значи буквално ви ги кажувам само кратко, бидејќи можете сами да ги абсолвирате и сами да ги прочитате на сајтот и како студии, а воедно и прашањата кои што ќе ги имаме може да бидат воспоставени и да не прашате подоцна. Кај гинеколошките проблеми ќе се навратам, претходно кажав дека кај сите оние бактерии како од типот на Ешерихија, Кандида, Кламидија, значи буквално учествува во нивното прочистување од организмот, но и намалување на цинстадиумите и при сите типови на ХПВ. Она што претходно го кажав, дека ревитализацијата и прочистувањето по на клеточно ниво со употреба на нанозеолитот по природен пат е огромна во секој поглед. Бидејќи 100% природна високобиолошка субстанца е самиот нанозеолит. Она што е интересантно дека организмот овој препарат го препознава како свое нешто. Значи нема сврвање од страна на организмот, нити па некаква борба, дури сама попомена и активизација на самиот организам. Она што дополнително ќе ви го само објаснам, дека при јонската размена се сврваат отровите и тешките метали, тоа се деактивираат и се елиминираат надвор од телото. На нивно место доаѓаат сите оние потребни минерали на нашиот организам кои што ни се потребни. Калциум, железото, калиумот, магнезиумот и натриумот се повторно во самите клетки. Ова е една тема за која што и самиот нанозеолит, тоест и самата компанија Луцерн ви пред известен период
доста дискутиравме околу таа тема. Ова тема е многу тешка тема. Кога станува збор за аутизмот, ние знаеме кој се е, да кажеме, која е групата на пациенти кои што се со аутистично заболување. Намерно не можеме да се пуштаме во огромна дискусија со аутизмот, бидејќи тоа е многу голема и широка и пространа област и за дискусија и за наука. Моментално свесни сме дека и новите научни истражувања доведуваат дека како да подпомогнеме во третирањето на аутизмот на некој начин и со помош на што? Утврдувањето од кај се основните постулати на појава на самиот аутизам можеме да ги бараме секаде. Значи можеме да ги бараме и во гените, можеме да ги бараме и во проблемите in utero и подоста после раѓањето и така натаму. Основната насока на самиот препарат, конкретно како станува збор за аутизмот како аутизам, е баш оној момент на исфрлање на тешките метали, кои што сите ги збора дека при појава на тешки метали, народ на тешки метали кај одреден пациент, односно тоа е почесто кај децата, се наоѓаат внатре во самата клетка, огромно количество на тешки метали, е како тригер за појава на еден аутистичен наод. Аутизмот е третиран, значи ќе ги кажам и студиите, кои што и сами можете да ги видите, која година си правени, за да до сега нормално ќе се апдейтираме и со нови податоци. Ова се оние првични студии 2006 година и 2007 година, каде е почнато истражување во врска и примената на нанозеолитот во третман на аутистично заболени пациенти. Аутизам и пореметување во однесување кај децата, клиничка студија за евалуација на употреба на зеолитот при третман во спектарот на пореметување со аутизам и жива олово и цинк во дечите деца со аутизам. Широка тема, пространа тема, која што конкретно, реков, корените може да ги бараме и во минатото, и во гените, и во инутерното носење на плодот, а и подоцна после раѓањето. Намерно го остави овој слайд после аутизмот, за да кажеме која е заштитата на некој начин и кај се правени испитување во врска со бременоста, неплодност и заштита на фетусот. Односно, она е област кој што и мене ме засега како лекар, односно педијатријата, да се покаже дека буквално нанозеолитот е испитуван и во моменти на бременост. Видејќи сите ние како лекари прво и основно што ќе прочитаме дали има некакви реакции кај бремени жени, дали има реакции кај деца и поготово употреба кај деца и дали треба да го препорачаме. Слободно можам да кажам дека после направените испитувања и после направени овие студии, значи ги гледаме и кај се направени овие студии, каде што имаме огромни научни лаборатории и на се што е правено и на какви ефекти, знаеме дека нанозеолитот у моментот можеме да кажеме дека неговото дејство е оправдано. Ова се уште еден дел од големиот број на студии кои што секако вие можете да ги проверите. Примената на зеолитот во породилно-гинеколошката пракса и употреба на зеолитот во педијатриската пракса, алергодермија, неуродерматитис, екзем, бронхијална астма, паразити. Бидејќи сме сведоци дека од претходно кажаното дека и при алергиите, поготово кај децата, нанозеолитот дава одлични резултати. Еве во овој момент, кој што веќе ние како лекари може да кажеме после научниот дел, што би се прашале, кој се може, кога и колку долго да го пие нанозеолитот. Нанозеолитот буквално може да го пие секој лице кој што сака да си ја подобри и својата општо физичка, психичка виталност, имунитет на организмот, може значи буквално секој да го употребува. Може да се користи во неограничени дози, бидејќи на некој начин толку мислам во организмот, бидејќи рековме дека летална доза не постои. Но препорачливо е еднаш до 3 пати на ден со една кафена лажичка во 200 мл вода, чај природен или растворен сок, витамин С, буквално може да биде даден во се. Дали има контраиндикации и нуспојави? Не, рековме дека нема. Контраиндикациите не се познати. Организмот го препознава како една своја материја, целосно е нетоксичен и
и после направените студии не е регистрирана ниту една нус појава. Не може да дојде до предозирање и она што уште на самиот старт го кажам, дека само еден зеолит е вистинскиот зеолит, тоа е нанозеолит. Поради тоа и се разликуваме од сите останати зеолити, бидејќи технологијата е нанотехнологија. За прв пат може да бидеме оние кои што можеме да користиме тако помошно лековито средство, адјуванс или подпомагач на терапијата, бидејќи ова е само еден вид на зеолит, тоа е нанозеолит. Другите се само викаат зеолити. Уште еднаш ви благодарам на вашето внимание и на ова што бевте сконцентрирани да го слушнете. И мислам дека во Струмица, бидејќи еве за прв пат се случува промоцијата на нанозеолитот, сите ќе бидеме задоволни од неговата употреба. И благодарам на внимание. Јас ќе ве замолам во интерес на времето и на вашето внимание да не правиме пауза, да веднаш биде и вториот дел од предавањето. За ова предавање, за се што сакате, да кажам после второто предавање, сите прашања што ве интересираат на која и да било тема, ви стоиме на располагање да ви одговориме. Па затоа ја повикувам доктор Андријана Милковска да го даде своето излагање, презентација на апаратот кардиометар. Добро вечер, јас сум Андријана Милковска, ментално-кардиоматичен лекар работам и сакам на оваа презентација да ви го презентирам кардиометар МТ. Значи, ние како матични лекари, не знам колку од вас работат како матични лекари, матични педиатри, со новите закони и новите цели кои што треба секојдневно да ги реализираме превентивно на нашите пациенти, задолжително е во секоја ординација да имаме кардиометар. Моментално сакам да ви го представам кардиометар МТ, кој што е 12-канален електрокардиограм. Кај него постои автоматско ЕКГ толкување, значи постои поддршка за интернет и ЕКГ телеметрија, облик на обработка и чување на потоци и можност за консултација, односно далечни консултации. Што е различно од ЕКГ апаратите кои што ние досега ги користиме во нашите ординации, е токму таа ЕКГ телеметрија и таа интернет поддршка која што може да ни овозможи консултација на некое повисоко ниво и барање на второ мислење. Овој кардиометар е од производство на руска компанија Микардлана, која што датира од 1968 година. Компанијата во првите години, 4 години од своето постоење, произведувале ЕКГ апарати кои што имале точност за диагноза на миокардни инфаркти дури до 95%. Потоа со научни истражувања и заедно со повеќе научници и инженери конструирани се 5 генерации на препарати кои што вршат анализа на срцева функција. Од 2011 година се насочени, значи, кон телеметријата и ЕКГ само проверка и во соработка со Сојузот за срце, крв и ендокринологија, како и клиника за педиатрија, тие го создаваат овој кардиометар. Токму заради таа соработка со клиника за педиатрија и оваа студија и самиот кардиометар кој што е направен, тој е многу сензитивен и само заради таа дигитализација ги дава тие резултати кои што накнадно ќе ви ги прикажам. Значи, самата структура, како и секој апарат кој што ние го користиме, е 12-канален електрокардиограм. Постои автоматска интерпретација. Нормално, кај некои од нашите апарати постои автоматска интерпретација, но разликата е тука што постои можност за интернет телеметрија. Значи, за да функционира целиот овој систем, потребно е да го имаме овој ЕКГ бежичен апарат кој што се наоѓа најдесно на слайдот. Тоа е бежичен апарат кој што преку Bluetooth поддршка може да го поврземе со телефон или Android или па со лаптоп компјутер. Шемата на управување. Значи,
Најлево се наоѓа нашиот пациент и бежичниот ЕКГ апарат. Значи го вклучуваме, ги ставаме електродите кај нашиот пациент. Единствено нешто што ни е потребно, тоа поврзување да иде преку Bluetooth. Може да го користиме, значи телефон, Android и лаптоп. На телефонот, односно компјутерот кој што се наоѓа во нашата ординација, потребно е само да имаме инсталирано еден софтвер. Значи, потребно ни е регистрацијски ЕКГ уред, уред за комуникација и третата алка е кардиосерверот кој што всушност ги врши сите тие автоматски толкувања на самиот ЕКГ запис. Цел и значење на системот. Значи, овој систем, односно поврзувањето, може да дојде во три комбинации. Може да го поврзаме ЕКГ апаратот, овој бежичниот, со нашиот компјутер. Единствено нешто ни треба Bluetooth поврзаност. Исто така, може да го користиме, односно да го поврземе со смартфон или со обичен мобилен телефон. Каде може да го користиме со компјутер? Значи, тоа може во нашите амбуланти како матични лекари, со смартфон кога лекарите се наоѓаат во домашна посета, односно кога не може да се носи самиот компјутер, а потребно е на пациентот да му се направи ЕКГ, и мобилен телефон е наменет за пациенти кои што се ставаат во една ризична група и на кои што им е потребно ЕКГ мониторирање. Софтверскиот систем, значи постојат три вида на софтверски систем. Во зависност дали тоа е наменет за лекарот, може да биде софтверски систем за компјутер на лекарот, за Android на лекарот и софтверски систем наменет за самиот пациент. Системот за компјутер. Значи, ако ние на нашиот компјутер, кој што го имаме во ординација, го инсталираме овој софтверски систем, го имаме бежичниот ЕКГ апарат. На тој софтверски систем може да се регистрираат сите лекари кои што се работат во таа ординација. Пациентите ги регистрираме како што ги отвараме картоните на нашите пациенти, заради заштита на податоци на самиот пациент. Значи, за секој пациент постои дата база за тој пациент. Сите ЕКГ направени за тој пациент стојат под негово име, односно под неговиот број на картон. Многу интересно е тоа што сите моментално информации, односно како податоци што ни се бараат за реализирање на кардиолошкиот дел од нашите системски цели, може да се внесат и да стојат во историја на тој пациент. Значи, во самиот систем може да се внесе вкупниот холестерол, триглицериди, дали има некоја кардиолошко претходно заболување, дали тој пациент е пушач, и со тоа, со самото принтање на ЕКГ записот, ни ја дава целата историја за тој пациент. Автоматското толкување, кога ќе направиме ЕКГ запис, прво нешто што дава самиот систем е тоа дали е нормално, субнормално и патолошко. Тоа е еден семафор, значи толку е сензитивен што само едно нормално ЕКГ само нормално ЕКГ ќе даде зелено светло. Се останато ќе биде како црвено или портокалово. Визуализација може, значи кога ќе излезе ЕКГ записот, освен 12 каналните ЕКГ записот, може целиот срцев циклус, ритам, мерење. Посебен прозорец дава приказ на ЕКГ динамика, како и автоматско толкување на самиот резултат. Ќе ви ги прикажам на нареден слайд како изгледа тоа. Значи, доколку контрола на функционалност исто така постои, што значи ако тие електроди, прекордиални или периферни, не се добро поставени, самиот систем ни дава аларм дека нешто не е во ред. Значи, не постои грешка во самиот резултат и ЕКГ регистрација и чување на податоци. Доколку нашиот компјутер, значи се наоѓа без интернет поддршка за да направи интерпретација на резултатот на ЕКГ, тогаш тој се сочува во самата меморија на компјутерот. Како изгледа лекарскиот софтвер? Во главниот прозорец се наоѓаат неколку икони, кај што во првиот дел го внесуваме нашиот пациент и сите дотогашни значи болести или било каква кардиолошка засегнатост, кои што стојат во архивата и дата базата за тој пациент. 12-каналниот ЕКГ запис ни се отвара како втор прозорец, ЕКГ динамика постои и сите ЕКГ параметри, оската и останатите компоненти од ЕКГ кои што може да ни бидат од полза. Вака, значи ЕКГ 12-каналниот запис ни треба на нас во картоните за реализирање на цели. Значи тој мора таму да стои. Да, може да постои можност да го испринтаме заедно со сите претходно внесени податоци. Значи тоа ќе стои така и ќе биде целиот кардиолошки систем офатен.
Каде може да го користиме овој софтвер со компјутер? Значи може да го користиме во болници и поликлиники, каде што може да се користи како стационарен електрокардиограм. ЕКГ снимките, односно и архивата од ЕКГ снимките за еден пациент може да биде достапна за сите лекари. Во клиники кај што во амбулантските оделенија и поликлиники кај што нема кардиолог. Значи во многу наши ординации, значи како матични лекари, ние немаме секогаш консултација да направиме, да побараме второ мислење од некој специјалист или субспецијалист. Овој систем ни овозможува преку интернет да испратиме ЕКГ запис кој што во моментот го правиме на нашиот пациент и со тоа лекарот да ни даде напатствие за понатамошен третман на самиот пациент. Значи тоа може да биде консултација дали во нашиот град, во некој друг град или во кардиолошки центар. Тоа е далечни консултации, овозможува значи самиот софтверски систем, но потребно е сите луѓе кои што ќе влезат во тој систем да го имаат овој апарат и да го користат тој софтвер. Односно, тие да се направи една мрежа и лекарите да можат да комуницираат меѓу себе. Системот со смартфон. Системот со смартфон исто така може да го инсталираме, софтверот, да го инсталираме од нашите алатки на телефоните кои што денеска ги користиме. Значи, го ставаме ЕКГ апаратот, се наоѓаме некаде надвор од нашата ординација и потребно да направиме ЕКГ запис на тој пациент. Го ставаме ЕКГ апаратот кој што е бежичен, го уклучуваме Bluetooth уредот на апаратот и со смартфонот му правиме ЕКГ запис. При тоа визуализираме 12 стандардни одводи кои што нормално се прикажуваат, настанува автоматско толкување со градација, нормално, субнормално, патолошко. Значи, самите податоци веднаш се зачувуваат во датабазата, ЕКГ записот кај тој пациент, односно датабазата може да ги видиме претходните записи за истиот пациент и може да ги архивираме. Исто така, поради сензитивноста, самиот апарат ни дава кога тие електроди не се добро поставени, не известува за недобрата поставеност на електродите. ЕКГ записот се зачува доколку не постои интернет конекција. Вака изгледа софтверскиот систем за телефон. Значи, првиот е почетен прозорец, потоа ни го дава 12 каналниот ЕКГ мониторинг, архивата на ЕКГ записи која што е за тој пациент и на крај автоматски заклучок. Ова е тоа што го збориме. Значи, ако е нормален ритам или морфологија, сето тоа ќе биде зелено. Доколку постои било каква отстапување, значи дали тоа ќе биде во ритам или морфологија, заради таа дигитализација на импулсите, толку е сензитивен апаратот и софтверот е така подесен да веднаш дава некое друго обојување, дали тоа ќе биде портокалово, жолто или со некоја друга боја. Каде може да го користиме овој бежичен, односно со смартфон софтвер, може да биде наменет за општи, семејни или приватни лекари, кои што се надвор од нивните ординации, како што рековме во домашна посета кај некој пациент. Самиот ЕКГ апарат е мал, компактен и многу лесен за носење. Единствено нешто што ни треба е нашиот телефон, кој што сите денеска го носиме со нас, и може да направиме веднаш ЕКГ снимка. Без тој пациент, например, не е подвижен, тој е лежички пациент, кардиолошки пациент, кој што не може лесно да дојде до кај нас во ординација, и тука може да го искористиме односно да ни биде од полза токму овој ЕКГ апарат. Во брза помош. Луѓето кои што работат односно лекарите кои што работат во брза помош, го прават ЕКГ записот, го добиваат на својот смартфон и тој може да го препратат во медицинскиот персонал кој што работи во болницата. Со тоа ќе овозможи полесно хоспитализација, односно побрзо препраќање и патување на тие пациенти доколку тие се ургентни пациенти. И во самите болници, кај што постои функционална диагностика, самиот ЕКГ, односно самиот лекар кардиолог ги гледа ЕКГ записите кои што му се пратени од лекарите, дали тоа ќе бидат од примарна или специјалисти, ги праќаат снимките на субспецијалист кардиолог, кој што преку интернет може да даде напатствие за понатамошен третман на тој пациент. Системот мобилен телефон. Значи, ова е наменето само за пациент. Сите од нас, значи, знаеме колку кардиолошки пациенти имаме, кои што се диагностицирани и кои не се. Значи, некои се со позната кардиолошка историја, некои не се. Оние
кои што се со кардиолошка позната историја, тие пациенти се најчесто опрезни пациенти кои што понатака се ставаат на еден систем на контрола. Токму овие пациенти кои што се пуштени на рехабилитација може да го имаат самиот уред кај нив дома, да си прават ЕКГ записки кога самиот систем ќе ми алармира дека тоа ЕКГ не е зелено, туку е со некоја поинаква боја од зелената, може да го препратат на својот матичен лекар. Исто така постојат луѓе кои што имаат ретки аритми, кои што носат холтери. Овој ЕКГ апарат, доколку го имаат овие луѓе, може место холтерот од време на време, кога ќе ги почувствуваат тие аритмии, да го искористат и да направат ЕКГ снимка, која што исто така ќе ја препратат на својот матичен лекар. Значи, причини за болка и синкопа кои што се од необјаснива природа, како и контрола на некоја терапија, како и за превенција на цели за пациенти кои што се спаѓаат во таа ризична група. Која е предноста на овој апарат кој што е наменет за пациенти и софтверот кој што може да го користат овие пациенти? Се наоѓаат надвор од медицинска установа, може да вршат само проверка, не само на нив, туку и на нивните домашни, без да се во здравствена установа и со можност за медицинска консултација. Кај нив, значи на овој нивен софтверски систем се даваат тие 12 стандардни отвори, самиот систем дава каква е контролата на функционалност, односно доколку постои погрешна поставеност на електродите, визуализација на автоматско толкување на резултатите. Им дава дали ЕКГ-то нормално, субнормално или патолошко и можност за зачувување на самите резултати од ЕКГ. Предност на овој ЕКГ систем во заве пред другите. Значи, овој ЕКГ регистрацијски уред, кој што е горе десно на сликата, овозможува 12-канално ЕКГ снимање. Се карактеризира со висок квалитет на ЕКГ запис поради таа дигитализација која што претходно ја спомена и која што е дури направена студија која што е дури кај деца сензитивно и таа студија која што е правена за универзитетот во Санкт Петербург е токму за овој апарат и на педиатриска возраст. Можност и мала големина на уредот. Значи, овој уред е со многу мала големина и може да го носиме било каде и е бежичен, што е предност на денешница. Софтверот, моментален приказ на автоматски заклучок ни дава, висока сигурност на ЕКГ автоматизирана анализа, значи кај деца и возрастни, и доволно детален заклучок на ЕКГ записот, едноставност и практичност за користење. Тој софтверски систем може бесплатно да се симне на интернет, а за Android верзијата може да се симне од апликациите на самиот телефон. Предности на овој систем, на овој начин на чување на податоци за пациентот, значи достапност. Овој начин на чување на податоците за пациентот се секогаш достапни за лекарите. Доколку во една ординација работат повеќе лекари, тие може да ги видат податоците за пациентот без разлика во која смена ќе се јави самиот пациент. Безбедност се чуваат под број на картон, значи може да ги зачуваме и сите внесени податоци за тој пациент се врз основа на Законот за заштита на лични податоци. За софтверот постои 24 часовна техничка поддршка и униформност на медицинскиот систем, што значи без разлика кој систем софтверски ќе го користиме, дали тоа ќе биде за лаптоп, ќе биде за Android или за софтверот на пациентот, сензитивноста и точноста на резултатите е иста. Ниска цена, односно цената на целокупниот уред кој што ќе ни биде потребен за регистрација на ЕКГ и за користење на ваков бежичен систем и телеметрија е многу пониска отколку аналозите кои што се наоѓаат моментално на пазарот кај нас. Благодарам. Тоа беше се. Ви благодарам многу за вниманието. Еве сега ако имате какви да е прашања било во врска со првото излагање или со ова излагање, слободно ви стоиме на располагање, а после тоа, како што ви реков, на самиот влезен дел има на располагање на Нозолип да пробате доколку сакате да видите за што се работи. Во вашите материјали исто така имаме еден примерок доставено за да си го пробате, а после да речам пробата имате еден мал коктел
би ни било драго да дојдете и таму поразговараме и да се почастите. Доброволец за ЕКГ. Доброволец за ЕКГ. И сега, имаме и имаме апаратот овде, ако има некој кој што, да, вие сте, да, значи можеме да ви презентираме на лице место како функционира апаратот ЕКГ. Доколку сте во можност, ако сакате да видите и практично како се користи. Цената на апаратот. Цената на апаратот ќе биде негде од прилика околу 700 евра. Значи може на кредитирање? Со тоа што да, например, можам да на мојот партнер да може он ќе... Добре, че јас сум Тачи Тодоровски. Значи, доколку сте заинтересирани за овој апарат, значи можноста на рата преку две банки ќе биде со кредитни картички, со целогодишно сервисирање за истиот апарат, доколку сега се било било што даде, потршка на сите негови проплатни елементи и потрошни материјали, и што значи сервисирање во секој момент да го добиете. Доколку има 100% разсипаност, добивате нов, варете по нов, така да што не се десило, но не сме надејете како пациентите за некој што станете без тоа апарат или по мобилност. Предноста е на тоа што ќе биде во Скопје, каде ќе кажа за 24 сата кои се донесен, сега върху мобилно, така да картички да преку нас ќе добиете сите што сте присутни на имейл на мобилно, што го составим сите упъства за това и така да како да го решите, како да направим преговор, како ќе биде платенето и како се тоа ќе биде со сите гаранции и така натаму. Се што ви треба потребно, ќе имате нашите генерали, ќе се набете, поведите во Скопје или тоа да на терен, за себе сме достъпни, така да не должим само така да посекам ова практична работа. Во Видин имаме за исто апарат, не знам дали кажа, со 18 000 испитуване на крвта, а имаме за окото, има за демки за изпитуване, така да ова е техника, војната техника за вселената, така да целата технологија од Русија веќе сакаме да ја донесеме поевтино од другите неколку корински вака така, но за секој од вас е битно, како доктори, да има кои да ви сервисира и да бидете сигурни за оправа, и дека тоа не е кинеска роба, него со декларација со сите да работи, ќе проверете, како да кажа, проверете. Благодарам на сите вас, колку има да можете да демонстрира како функционира преку мобилен софтвер, овде е девојчето може да пробате да видите како тоа преку мобилен да добива точни резултати преку софтвер, каде да сме 24 часа во денот. Ако имате прашање, поведите, ако да добро, сметам да се може да каже се. Благодарам. Обшто за мано за прашање било за намазовитот, видите, ја не знам дали преподавачите кажа што е разликата на називите и зовите. Постојањето него е што од каде се добива, не знам дали кажа за биоскочистото од Германија, значи од 5 зовите се прави 100% пуни. Другото, бидејќи јас се водам технологијата, се што сакате спомнам прашате, без да се срамуваме и после да рече, не мога да се Ево има прашање во сме. Јас сум педагогичен 5 години, од политика много бавина. Беше ми 12 и продолжих да силно. Лично зборувам искусствена лекција, кој научно користи за себе. Јас сум 12 год, сега на 6-8. 2 пати дневно, пошто немам време за ручек. Кафе на лажичка рана е 3 грама, она е 5 грама. Маса бели на вечер, после инсулинската терапија. И јас за 2 години намалих го инсулинот, значи што е битно, зборам за себе прво, или макар да се кажам. Покрај инсулинот, видов дека и хетерот кој би факеше основата еднако сум како, малко, потполна. И така да,
користаме два пъти. Моите керки, кои има проблем с хелпокеризъм, едната керкизъм, микробиолог, вика го отлично. Имам колега, кој е кај мен на Министерство 60 години е простата. Со 39 отиде на доктор, и 60 години много прекрасен човек. За 3 месеца се има 19, вие сте доктор, знаете що значи това. Моят бетър от Холандия 74 години, исто простата, му имаше проблем, му прати в Холандия 4 месеца и го користам. Но аз го користам 250 мл вода и препоръчвам на сите. Значи ставам 3 грама да се разтвори во вода или во чай, може во сок. Али користам целите ми много шумички без шекер и ги дойде кошелик. И сега може го користам колко може да стане. Това е додатък храна. Сега искате да ставаме с чай или с други работи комбинация, но все пак вашето мислене, вашето изкуство е много битно за цялата ти додатък храна, защото кулинарите доста важни, но това е наука. Не знам кажа, що значи технологията и колко е квалитет. И така го користим. Имам други случаи на баба. Паркинсонова. На пиење, ние имаме пудри за рани, бидејќи како диабетичен разбору, бидејќи имаме продолжено креварење, едноста подвежбам ке се пробудам и стално имам пудри за става. Па исто со сите тие белешничите, и така радимо производство. Така да, она бабичката што тој шитаа или да веше трябваше се писнам ова слабо движение имаше. Аз можем да се интервю да направим да обсъдим това. След като не се така да пишем 2 месеца, може и повече. Само това до 3 часа в денот има така активно. Веќе нема игравење, се движи. Беше много дойде да го рече фала. Не е казано, но да видите, да ви кажа, да не сакам. Ние не сме трговци, ние сме производители и ми много става, ако вие кажете како вела лекарско фармацевти, да имаме повластена цена, да може всеки да отиде до него. Ако правите презентация или трябва да пробвате во клиники некои, слободно кажете, не се пара за въпрашване. Ви кажем, ние сме фабрика и сакам да имаме реноме, не да го фалим стално запада, него веќе и ние сме цивилизирани научни сапела, така да така. Това е още слободно. Цената, значи имаме 250 грама да требаме да продажме, бидејќи точно другите се по-корисни. Ама, на жалост, во Македонија има нормална конкуренција. Тие дојдоа со зелното црвење. Ја не набега никој како научен да говорам. Значи, од зелитите се најквалитетни зелите во Србија и Косово. Но тоа е зелит со 100 грама и со сточна храна. На 100 грама микробиолошка може тешки метали. Значи, било што со тврди на вкладен круг не зборувал, значи има 0,55. Значи, центра имаме олово, а оловото знаете дека са предадени 110-13. И тежък метал. И има 0,082% арсен. Ја мислам дека 30 години не го регистрираа во Србија, бидејќи ја работа 12 години во Белград. Само сточна храна. Имаме ние зелен на клима, во струмша, но таа за мачни кучина, дека изметима и за цигли, и за ovo. Што значи дека тоа е разликата меѓу зелитите. Но биолошката чистота, весте доктор знаат што значи биолошка лабораторија, тешки метали, анализи, радиоактивни и така. И благодаря на презентираше и много изхвърваме и двете презентации. Конкретно сме заинтересени за нанозолито. До доктор Ангелче имам прашение и дола се поможи. Много беше интересно, след това ще го презентирахте и начинът на обработка и много излобаги това дека имаме во Македонија фабрика со ваква висока технологија на обработка на нано со сите сертификати што ви кажувате. И јасно ми е дека од еднаш до 3 пати се употребува ден во чаша вода од 250 литри, но мислам дека е важно за нашите колеги и замени како доктори кои што сакам утре да го употребуваат
отворена кај луѓе, затоа што јас се бавам со други природни препарати, но се што е природно мене ме интересира многу. Сакам да ве прашам дали е важно дали треба лучка да биде метална, знам дека е кафена, или да биде пластична или порцеланска. Дали е тоа важно? Вака, како лекари да разговараме со луѓе кои што се разбирам, значи не е битно каква лажица ќе користите, значи битно е да се направи самиот раствор, да промешате убаво за да се изгуби нели самата конзистенција, да биде течност. Значи не е важно. Да, тоа го прашувате од аспект, претпоставувам, затоа што кога се работи за природни минерали, да не има оштетување на самата субстанца. Нема, затоа што е ова таква технологија која што не дозволува да било какво својство биде одземено на минералот и значи нема никаква важност дали ќе го користите, како вид на материјал ќе користите за да... Знаете зашто прашувам? Прашувам затоа што порано имам работено со глина за орална употреба, која што потребно да биде со пластична лајчка под вечерта да измешаш, да стои утре да се бајле и утре да ја пиете. И сега ви кажете нешто што е посоветно и по-добро. Да. Еве технологијата. Сега ще физика, доктор. Не, технологија. Најнајстор начин за правење на галвански материја е сокот од грозје, макарошите и така натаму во времето на хемијата на ниво на Египет. Но колку имаме сокот од грозје, природен сок, ја поставаме нанозелите. Не се промени како соки нанозелите, него металната лажичка. Таа ако промешаме, бидејќи се негативно неутрализирани частичките на нанотехнологија на нанозелитот, нема реакција. Ако ставаме лажичка, зависи од што е направена за лажичка. Ќе дојде до нормално празнење во сето тоа или бидејќи ако лажичката е месека или ако е профил, или сите викаме материјали имаме за прехрамена, тоа е антимагнетен, кој треба да биде согласно како се пресистам директивите на Европска унија 940 што е. Ако не, тоа ще има реакција и нанозелитот има својство и печурките да го абсорбира мирисната или тоа. Само тоа е да не дојде разлика на вкус. Друго ништо. Това е чиста физика. И благодарам. Јас се извинувам, знам дека сте умрли Лител Петро. Што како? Видите, јас сакам нешто да скажам во Македонија, бидејќи најаве дека здравјето на сеанците, тоа се не стресни ситуации. Ако имаме, јас сум спремен по фабрика, пак ќе кажам, и било кои пациентите, клиниките и на фелата во министерството и во центрите, спремни сме да направиме поголем наступ и сите да бидат достапни задоволни и од начинот на пакување не треба. Значи, што полесно ние сме тоа што сме, имаме и маркетинг, но ние секако пакуваме и работиме страшно много. Ако вие да ќе кажете, треба ми тоа, на тој начин, може да го направим и во течена материја, добро. Ние го имахме и во капсули, не сакам и која капсули. Па комисија треба да каптали желатинска паптека, мека паза, оваква, таква, и ние ги тргнаме капсулите. Иначе не можем капсули да го продаваме, што пијат го на много каде, вие добро знаете да не. Од вас совети каде се раствори, затоа не сакаме капсули. Затоа секој ваше сугестија ќе ни биде много добро. Како? Каде може да се намери препаратот? Дали ќе го има во Струница или како? Еве тоа, господин. Производител на биологија, електрогелија, фармација, не се контролира да биде најдома. Ајде сега и оваква улога, значи буквално ќе биде достапен секаде во секоја аптека во која што ќе биде побаран. Ние како дистрибутер на овој препарат, значи моментално цело Скопје ни е покриено, покриена и цела Македонија, но специфично ако сакате во некоја аптека конкретно да кажете од таму нели пациентите кај ви е полесно да бидат, ќе биде дистрибуиран. Цената е моментално 699 денари. 250. Секаде во цела Македонија е унифицирана цената. Грамашата 120. 120, не. 250. Така реков? Да. 120. 120 грамажата е од ферментација. Апсолутно, значи доктор е апсолутно не. Тоа си е на наш трошок. Сега барем има брзо. Мало продажната е 699. Пошто некојаш достувачите таа да зака, па прави, не рече, не. Вие само звоните, ние ќе ви доставаме. Тоа е наш трошок. Властите се фати.
Значи не И самиот начин на ова мора да биде до 4 години. Исто како и на самиот блокбакс ни пишува дека мораме од 4 години да го користиме, па ние го даваме и порано. Буквално и заради тоа, оние студии што ви ги покажав, можете да си ги прочитате дека нема испитувано и инутеро, значи давање на мајка која што е бремена, па и така дека можете и сами да си ставите заклучок кога може да биде користен нанозеолитот. И уште една мала забелешка заради практичното да знаете и кога ќе ги упатувате луѓето. За жал, мислам, се случи еден малце недобар упат во системот. Ние го имавме во продажната мрежа и на Зегин. За жал се увезе од Србија зеолит кој што го увезе веледрогеријата Зегин, и кога ќе побарате, ќе кажете нанозеолит, ако не знаете точно како изгледа, тие го подметнуваат зеолитот кој што го имаат земено од таму, така да треба да на пациентите да им предочите дека за кој препарат станува дека има разлика, тоа е некој зеомет, но тие го вадат кој речете ми треба нанозеолит, ќе ви го понудат тој производ. Така да треба да се упатат и пациентите за разликата меѓу ова и тоа. Мислам, се работи за разлика во квалитетот која што не се споредува, бидејќи ова е нанотехнологија, делува на клеточно ниво, ова што може би го кажа или јас би сакала само да надополнам, значи оној дел на јонската размена што е спомена, кој што се случува на клеточно ниво, е тоа затоа што нанозеолитот е негативно наелектризиран и комплетно се она што е во самата клетка, значи по основ на токсини, тешки метали и сето тоа се позитивно наелектризирани, дури и ланци на одредени бактерии и така натака. Структурата е како решетка, ги привлекува, ги затвара во таа структура како решетка и ги чисти од организмот со течности. Кога ќе се зема нанозеолитот, треба да се зема исто така барем литро или повеќе течност во текот на денот. И уште нешто што не беше споменато е тоа дека значи нема никакви контраиндикации, но мора да се внимава кога ќе се земаат лекарства. Значи лекарствата кога ќе се земаат треба барем 2 часа да се направи разлика од земањето на лекарствата, затоа што и лекарствата, овој паметен, да речам, минерал, ги препознава како хемија, како токсини и нив ги деактивира, значи да не го намали дејството на лекарствата, значи треба да направите барем 2 часа разлика во користењето. Затоа во време на хемотерапија, значи не се препорачува да се зема, но веднаш после тоа треба и текако да се зема, затоа што знаете што се случува во организмот при тој третман, многу голема помош е на тие болни. Ако имате, да. Сите тие примери кои што ги имавме во праксата, значи од овој период на примена, се максимално позитивни како примери, затоа кажувам и нас би ни било драго да и вие препорачате негдека и да се проба тоа, па дури ако имате негде можност за следливост, да биде тоа како повратна информација до нас, сето тоа ни значи многу. Јас колку што гледам, таму се случува нешто. Да, веројатно. Му правате како? Веќе почнавте со... Да. Ќе дојдете навака или таму ќе го... Молам? Тука ви е пациентот? Еве повелете, ако ми натака, ако сакате. Почки јас. Не, и хладно е. И шумече. Така. Не? По ваше се Ајде, вола. Ете водичка. Доволно?
Така. И сега, доколко сакате за по-добър вкус, може да се състави... Аз искам витамин С. Аз не съм ставил, може по мене да стави. Те вас нема. Ставаме. Епа добро, готово. По-светла боя има. Отлично. Магистър знае. Я ги правя. На здравие. Не здраве, много вкус. Прекрасно. Айде. Здраве. Чекай,